Здраво! Еве на почетокот на уште едно издание на детската емисија Сезнајковци. Емисија која е со вас секоја недела и која ги открива омилените игри на најмалите. Денеска сме во Новаци каде ќе ја посетиме детската градинка Бамби. Токму овде ќе запознаеме нови другарчиња кои ќе ни откријат како поминува нивниот ден во оваа установа, што најмногу сакаат да прават, да јадат или да играат. И во оваа емисија преку игра ќе учиме за она што треба и што не треба да правиме. Ветувам дека ова ќе биде една забавна авантура. Затоа останете со нас и нашите другарчиња кои сега ќе ги запознаеме. Да одиме? Како сте добри? Наши домаќини денеска се децата кои што го посетуваат Центарот за ран детски развој во Новаци со се нивниот едукатор Николина. Николина, за работата на Центарот, еве, сакам накратко од вас да... Добре дојдовте, баш ни е мило и чест, денес сте гости во нашето царство, гледате колку е живо, разиграно, весело, секојдневно е така. Вие сте сведоци на една секојдневна активност и веселба и живост овде во Бамби. Инаку Бамби постои веќе 12 години, тој е резултат, тој е Центар за ран детски развој, тој е резултат на одлична соработка меѓу општина Новаци и проект кој беше финансиран од УНИЦЕФ. Во овој центар секојдневно доаѓаат деца од 3 до 6 годишна возраст. И нашата цел е преку игра, преку забава, веселба, интересни активности и работилници да се поттикне развојот на децата во сите сегменти. Колку дечиња еве имате моментално? Во моментот се 20 деца. Имаме, значи, како што рековте, различна возраст. Колку е тешко да се работи, значи, со деца кои што прво се од различна возраст и секако е задоволство? Дојди. Не е тешко да се работи со деца, мене ми е задоволство, мене ми е уживање, работата со деца не ја сметам како работа. Тоа е едноставно уживање, бидејќи децата секојдневно ме полнат со енергија, секојдневно ми предизвикуваат насмевка на лицето, а кога си весел и расположен во својата работа, не може да биде тешко. Инаку на почеток беше навистина тешко, бидејќи е ова еден од првите центри кои ги отворивме во рурална средина, а знаете во една средина рурална како што беше Новаци, беа малку скептични и родителите, тешко беше да се адаптираат децата, а уште потешко да се убедат бабите и дедовците, бидејќи јас не сум нивна замена, јас сум нивна помош. Така да на почеток беше тешко, меѓутоа кога самите родители увидоа кои се бенефитите од доаѓањето на нивното дете во еден ваков центар, многу брзо ги надминавме тие проблеми. Сега децата доаѓаат, односно родителите сакаат да ги носат децата и пред 3 годишна возраст. Така да има целосна доверба во нас, задоволни со нашата работа, задоволни со резултатите кои децата ги постигнуваат и благодарение на ова долгогодишна работа во моментот постои процедура која општина Новаци ја поткрена веќе една година овој центар да прерасне во градинка. Имате прекрасно место овде, значи опремено со многу играчки, многу работи, но освен тоа што има, значи, играчки и децата се забавуваат, секако, значи, и ги учите и се едуцираат. За едукативниот дел ги следиме националните стандарди за ран детски развој. Тие стандарди даваат слобода на креативноста на едукаторот,
следејќи ги домените и субдомените дадени во тие национални стандарди, со различни активности да го стигнеме одредено ниво во развојот на децата во зависност од нивната возраст. Јас се трудам тоа да го постигнам на многу, според мене, интересен и забавен начин, така да овие деца во центарот имаат развиени мануални вештини, како што видовте сами, од најмала возраст знаат правилно да држат молив, знаат да сечат, да ракуваат со ножички, знаат да прават и фини работи како лепење, различни техники, колаш техники, работиме со природни материјали, така да се трудиме на различни начини, меѓутоа на забавен, интересен начин да ги развиеме сите и да способности, потенцијали, што е можно повеќе за тие да бидат што е можно поподготвени кога ќе одат на училиште, значи во прво оделение, во таа една нова средина, да бидат колку што може поадаптабилни и да покажат највисоки резултати. Кажи ми како се викаш? Стефи. Стефи, а ти? Надица. Ти си Надица. Кажете ми што боите сега? Снегулки. Снегулки. Кога имаме ние снегулки? Во зима, кога имаме надвор снег, така? И ги сечите после? И што ќе им правиме? Ги боиме. Ги боиме. Добро. А зошто ја сакате зимата? Зашто многу снег има. И сакате да си играте на снегот. Да. Што најмногу сакате да правите на снегот? Снешко. Снешко. Со кого правите снешко? Со мама и со тато. Со мама и со тато и со другарчињата, така? Ајде да видиме ова злато како се вика. Како се викаш ти, сонце? Бијанка. Бјанка. И ти ни боиш снегулки, така? Ги сакаш ти снегулките и снегот? Многу? Добро. А ти, сонце, како се викаш? Иван. Ти си Иван. И Иван бои снегулки, така? Што најмногу сакаш ти во зима? Снег. Снег. Зошто? Пото сакам многу да правам снег. Снешко? Да. Како го правиш ти снешкото, ќе ми кажеш мене? Како? Со големи тупки. И што му ставаме? Му ставаме капа? Да. И друго? Мурков. Морков. Морковот што му е носот? Да. И раце му правиме, така? Да. Добро. Овде немаме снегулка, имаме еден убав облак, така? Како ни настануваат облаците, кој ќе ми каже сега? Кој знае? Ајде да видиме кој знае, кој се јави. Како се викаш, ти кажи ми? Дарко. Ајде, Дарко 1 и Дарко 2, двајца Дарковци ќе ни кажат се за облаците, така? Како настануваат? Заборав. Заборај, како бе забор? Еве кој ќе ни каже. Како настануваат? Со пареа. И што се случува? Кога настанува таа пареа? Во лето. Во лето, зошто? Затоа што е многу Жешко. многу жешко. И вие сега ги обоивте вашите облачиња, така? А кога има облаци, дали врни и дожд? Да. Да? И снег и дожд, така? Добро.
Како се викаш ти, сонце? Шуба. Ова е микрофон. А ти како се викаш? Зашуе. Ти си Иво? Зашуба. Тоа е за да зборуваме и чичкото не снима таму на камера. Ти гледаш дома телевизија? Да. А ќе се гледаш сега кога ќе те има тебе на телевизија? Да. А сега ќе ми кажеш кој е ова? Сазана. Снежана и џуџињата? Ти многу ја сакаш Снежана, така? Така ги сакам со джуджината. Со џуџињата и затоа ги редиш сите. И сакаш да си играш овде, така? Така. Убаво е многу? Добро. Ама то не се јади. Ајде да ги прашаме и другиве другарчиња. Јас ке си седнам до вас. Кажи ми, сонце, како се викаш ти? Тамара. Тамара, исто и ти боиш снегулки, така? Кажи ми, убаво ти е овде, сакаш да си играш? Да. Што најмногу сакаш? Сакаш кога боите или кога си играте со другарчињата? Да си играме. Што најмногу сакаш ти да си играш? Со што? Со касета. Со што? Со касета. Да, добро. А ти, Злато, како се викаш? Стефан. Стефан, а што работи Стефан сега? Има пътя джуджина. Нема, имаме 7, ние имаме 14, така? За 2 Снежани. Нема појќе, сите се тие, така? Ти ги знаеш џуџињата како се викаат? Ова како се вика? Чекај да видам како се вика, не знам, ова е најстариот, така? Ти не ги знаеш како се викаат? Не, чекај да го видам Стефан ја што прави сега. Стефан сечи облаци, така? Да. Какви се облаците, убави? А снегот го сакаш ти? А со што најмногу сака да си игра Стефан? Со што? Со ножите? Да. А ти, сонце, како се викаш? Тике. Да. Ти со што најмногу сакаш да си играш, кажи ми? Со деца. Со деца? А вака од сите играчки овде, која ти е омилена? Која? Што сакаш ти, кукли? Да? Добро. А ти како се викаш? Што тебе не Димити. И ти боиш облачиња, така? Да. Сакаш да боиш, така? Да. Да. А со што најмногу сакаш да се играш ти? Со ваки љапти со тако. Лепки ма рече тато, събравме жито злато, от житото брашно бело, ке месиме лепче цело. На масата го чесен, то по-леп денес месен. Црније белне, не ручаме без него ние. Добро утро, залкичке, дојдов да скинем салата, да направам гостикења. Благодарам, милодите. Ја ценам жалбата твоја, да те вечерам сладината моја. Каква сладина возме на ручат гошки, има треба за да ме јаде. И во лето, и во зиму, јас сум срвендала со сладоќе со вкус. Кришна ме проба и ме здроби и направи он мене джус. Навистина е така, Црвенко, ти си голем цар, за нашето здраве нема подобар дар.
Чекайте, каде сум јас, без мене виде и без спас, без буба, без приви да ви даде витамини. Која си ти? Јас сум непозната во светот, ме викаат бабрка сладурка, лутанка на дуака, но име ми е Пиперка. Добро, Пиперке, дојдов да те скинам, само нема да си бута во кошничето ке те прими. Ха, фаби големи, од сите плодови поред. А дали знаете кој сум јас? Сладок сум како мед. Без мене нема супа ниту салата за свечен ден. Ако каснеш ке пораснеш, педе за твојот роден ден. Веднаш, Марковче, ке те земам, сладко си сочно здремо, а еве веднаш ке те гриднам цело, кошниче му е весело, ке те помнам секој ден, на сите другарчина ке подам, да сме здрави како дрен. Секој ден, секој час, брзо растам јас, ајде излери, растеме со игри и со песнички, од свечина во пролет, лични шарени. Како растат децата, тај знаеш ти, растат дури кажеш, 1, 2 и 3. Секој ден, секој час, брзо растам јас, ајде излери, растеме со сонот, кога спиеме, и наутро дете, кога пиеме. Како растат децата, дали знаеш ти, растат дури кажеш, 1, 2 и 3. Има долги дни на гората и две рачи на мали да се качат върнат и трибат скали. Што е тоа? Жирафа! Карам по поле камено, како вистинска дама од Јужна Америка, поздрави преди една млада. Една млада, што е тоа така бети? Не знам, кој ќе ми кажи што е? Лама! Браво! Ајде, Дарко, до секој. До секој човек на светот, гладен, седен или сит, поздрав од Антарктикот ви праќа еден. Белки. Браво. Опалта черна бела кашува, више целиот брег е покриен со без снег. В Африка ја видов како вода пие, сета да скасте до рава, што беше грбка и раста. Што е тоа, тетка бети? Кавио. Континенти се широки, добро редом. Европа, Азија, Африка, Австралија, Северна, Јужна Америка, Ланија, Антарктик. Така се га знако сето ми една дланка. Како се вика овој континент? Овој Браво. Овој континент? Африка. Овој континент? Овој континент? Северна Америка. Браво. А овој? Јужна Америка. А ние кај живееме? Европа. А овој кај што живеат кинезите? Азија. Вака сега, тетка Бети сака да знае кои животни живеат во Австралија. Коалата и кенгур. А кои живеат на Антарктик? Мечката, пингвинот, фоката. А како се И вика? белки. Добро, а како се вика децата кои живеат таму кај секогаш кај што е снег? Како се викаат тие малечките? Ескимчиња. А како кои животни па живеат во Африка? Добро. Жирафа, слон, камила, лав. Овие не знам што се, тетка Бети, знаеш што се? Пирамиди. Од што се направени овие пирамидите? Од песок. Браво. А нашата татковина, како се вика? Македонија. А кај живеете вие? Како се вика вашето место? Европа. Европа е континентот, ама ти од кај си, Дарко? Од Битола, од Скопје, од Новаци, од кај си? Од Битола си, сигурно? Да? Ти од кај си, Нина, кај живееш?
Во Новац. Добро. А во Азија остана кое животно го имаме? Ај убавидете како се. А овие дечиња како се викат? Ескинчи. Не, ескимите. Какви се во очи? Дај покажете да видиме. Ете така ви. Вака сега. Така бете не знае шујува животно овде. Добар. Шо придабарот? Шо има? Дрво. Шо јади многу? Гранки. Гранки. А ова шо беше? Бизон. А каде има најмногу, Бјанка, испрај се да видиме, кај има многу папагали? Јужна Америка. А ова шо беше? По цел ден во кафе се прцка и фрска, научил да зборува, но така без врска. Што е тоа? Папагал. А кој континент вас најмногу ви се допаѓа? Кој има најубави животни? Тебе Австралија? А како се стигнува од Македонија До Австралија. Пешки може? Авион со ова не ми кажа Ова што е? Ајкула. Каде живеат ајкулите? Во водата. Во водата, браво. Бјанка? А каде е најтопло? Во кој од сите овие континенти? Секаде лето каде? Секогаш лето. Ке живеат. Абе децата овде што живеат како се викаја тие со црните виткани кози? Црнчина. Таму кај што живеат црнчињата има зима? Не, само лето. Само А тука лето. кај што живеат ескимите има зима? Има. А лето има? Не. А кое животно го има кај нас? Еве немаме нацртано овде. Знаете вие некои животни кои што живеат и во Македонија кои ги има? Кој ќе ми каже? Куче. Што знаеш ти? Мајмун. Мајмун? Каде имаме мајмун? Во зоолошка? Да. Добро. Друго? Маче. Маче. Куче. Куче имаме. Друго? Мечки има кај нас во планина? Да. А волци? Да. Да. И друго што имаме? И лисици имаме, браво. А зајак има? Да. Да, имаме и зајак. Значи и ние имаме многу животни, така? Сонував еден чуден сон, во Африка јас сијам слон, и на гостите тај главолав, верувајте не ви беше страх. Африка, Африка е волшебна, на нога сега јас ќе заминам. Африка, Африка е волшебна, еве сега тргнувам, мајмуни одојна, жирафите братци викаат, има лечки, антилопчина, скокаат како топчина. Африка, Африка е волшебна, на тога сега јас ќе заминам. Африка, Африка е волшебна, еве сега тргнувам. Свап, да пака веќе, и тире свапка цара цвака, и го да знае го сака. Нова? Година, Принцеза? моја, Комо симо? тишга, На тебе? да иđам детенче мое, со сиренска напрека очи, личето те. Секој? Чеш, Брзо, го чекам. да двете, Дедо? мас, Подароци? санува, За цел ден? да ги зборува. На мама? Со? Сега сам кидила. Браво. Сега Спайдермен. Ајде, Спайдермен, ајде. Спайдермен. Спайдермен. Часови? И би бојат. Званчиња? Те тонат. Цит? Дон. Те домаси вин.
Скокаче прачуен во цела Австралија. Се што стигне сопр ќе стави во мешето каде што има длабока торба. Што е тоа? Кенгу. На три, чеко назад ти во Игра тоа се, рака подрека врати се, лево десно врати се, напред назад врати се, на знак на 1, 2, ке после вести нас, на три, не слушам. На знак на 1, 2, ке десне вести нас, на 3, се врати ме јас. Сега најгласно. Ова игра тоа се, рака во рака врати се, лево десно врти се, напред назад врати се, На знак на 1, 2, ти се поклонувам јас, Дарко. На 3, поклони се сега ти. На знак на 1, 2, ти се поклонувам јас. На 3, поклони се сега ти. Во ова игра тоа се, рака во рака врти се, лево десно врти се, напред, назад. И сега најгласно. Во ова игра тоа се, рака во рака врти се, лево десно врти се, и на крај поклони. поклони се. Браво. Драги мои, овде го завршуваме нашето дружење со децата од Центарот за ран детски развој Бамби во Новаци. Се надевам дека уживавте во овие 30 на минути кои што ви ги подготвивме. Ако е така, гледајте не и наредната недела. А сега сите заедно ќе ви кажеме довидување. Довидување!